Масовните протести во Белорусија, кои бараат слободни избори среде закани за задушување од полицијата, инспирираа продемократски активисти низ целиот свет. Но и руската влада внимателно следи што се случува од другата страна на незината граница. Слично на долгогодишниот лидер Александар Лукашенко, рускиот претседател Владимир Путин доминира на домашната политичка сцена повеќе од 2 децении. Рускиот лидер сигнализираше дека Кремљ е подготвен да реагира во интерес на владата на Лукашенко и да ја држи државата под руско влијание ако тоа е потребно. Александр Григорьевич попросил меня. Александар Лукашенко побара да составам полициски сили од резервисти. Тоа го направив. Се договоривме да не се користат додека ситуацијата е под контрола. Зад калкулацијата на Путин стојат геополитички интереси, но и загриженост за тоа како белоруското продемократско движење би можело да се ослика дома, велат аналитичарите. Од една страна би требало да се пренесе од Белорусија, но од друга страна не имаме наши проблеми во Хабаровск. Илјадници во Хабаровск со недели протестираа по апсењето и отстранувањето на популарниот локален гувернер од страна на Кремљ, врз основа на обвинение за убиство од пред повеќе од 1 деценија. Демонстрантите се солидаризираат со белоруското опозицијско движење. Наводното труење на опозицијскиот лидер Алексеј Навални пак уште повеќе го зголеми отпорот кон Путин. Кремљ ги одби барањата за истрага, велејќи дека заклучоците за труењето се преуранети. Поддржувачите на Навални велат дека ненадејната болест на лидерот на опозицијата е најнов знак дека политичкиот систем во Русија е лажиран, како и во соседна Белорусија. Навални бил активен околу регионалните избори закажани на 9 септември, но опозицијските кандидати се загрижени дека ситуацијата во Белорусија би можела да фрли сенка на пребројувањето на гласовите. Веќе не е ни прашање дали ќе има злоупотреби. Јасно е дека ќе има. Прашањето е дали ќе се повтори белоруското сценарио. Тврдењето на Лукашенко дека освоил 80% од гласовите предизвика јавен гнев и продлабочување на политичката криза. Како што русите се подготвуваат да излезат на гласање во тешки времиња, јавната доверба во резултатите може да одлучи до кој степен Белорусија ќе биде или нема да биде фактор во иднина.